22-тиот батальон на Молдависката армија оваа година слави 27 години. Овие војници учествувале во меѓународни мировни мисии во Косово и Јужен Судан. За Молдавската висока команда, учеството на нејзините војници во меѓународните мисии е најдобра гаранција на оваа мала земја за признавање и тие се надеваат на заштита од странска интервенција. It's a small country. Таа е мала земја. Тактиката и стратегијата треба да бидат сосема различни и ние го ставаме нашиот фокус не само на одбраната, туку и на придонесот во меѓународната мировна операција со партнерите и помагање на цивилната власт во различни кризни сценарии. Вооружените сили на Молдавија се мали со застарени способности, но нивната најголема слабост, велат аналитичарите, е заканата од инфилтрација на агенти на Кремљ. On paper, they've got to be about 6,000. На хартија ти имаат околу 6500 војници. Во реалноста неверојатно има околу 3000. Опремата е многу лоша. Би бил многу изненаден доколку руската војна разузнавачка служба нема доволно агенти или активни членови на молдавската војска. Земјата е длабоко поделена помеѓу граѓаните од романско-јазично потекло, поддржувачите на Европската унија и луѓето чиј примарен јазик е рускиот. Низините длабоки култури, политички и социјални врски се прикажани на улиците на прослави кои датираат од советската ера, како што е Денот на победата, кој го одбележува поразот на тогашниот Советски сојуз на нацистичка Германија во Втората светска војна. Наблюдувачите велат дека Москва ги користи овие врски за да ја подигне политичката тензија меѓу проруските елементи на општеството и актуелната про-ЕУ влада. Russia, unfortunately, is Русија, за жал, води хибридна војна, користејќи дезинформации и пропаганда во Молдавија. Инфилтрацијата на украинската армија беше одлучувачки фактор за брзиот напредок на руската окупација на почетокот на целосната инвазија. Владата на Молдавија сега работи на избегнување слично сценарио. Лидерите на Молдавија остануваат фокусирани на нивната апликација за пристап во Европската унија и на тој начин да се ослободат од влијанието на Кремљ. Уште еден фактор што ја прави нивната земја потенцијална цел за Русија.